Доцни откупот на тутун во регионот. Тутунарите пред нова неизвестност. За колку пари ќе го продадат она за што работеле цела година? Најмалку и 200 динара да биде. Најмалку то, просек да дојде. Па и 200 динара. И 200 динара надолет не треба да биде. Квалитето е его. Прво, второ, трето. И ше толку, трето. Ова доаѓа откако минатата година за тутунарите од регионот помина катастрофално лошо. Тутунот го продадоа за џабе, односно ни за половина од цената која тие ја посакуваа. Лани 80 динара дојде просек. А поубава тутун беше и оваа година поубава тутуните, ама не знам како ќе биде. Лани 6 динара купи. 60-65 динара, тука 15 динара. Токму поради ова, многу жители од регионот веќе дигнаа раце од садење на тутун, па екзистенција бараат преку граница. Има многу оставил веќе не садат веќе. Бегат за Германија бегат човеките. Ако оваа година, ако ќе помине убава, ќе садеме нешто. Ако нема да помине така убава, и ние ќе бегаме за Германија веќе, за Азуланд. Освен срамно ниската цена, дополнително проблем за тутунарите се и неисплатените субвенции, со што производството е уште поотежнато. Ја 3 години не сум зимал субвенција. 3 години биде. Тој е за, кажал, за пашарно останал. И добијаме за решение да платам то, платиме ја 1,5 години биде како платиме пашарината и па нема за субвенција. Како и по кои цени ќе се откупи жолтото злато ќе се знае веќе наредната недела, за кога откупувачите го најавија почетокот на откупот. Во Пелагонискиот регион пак откупот на тутун започна навреме и првите количини веќе се во рацете на тутунските комбинати.